Власта предлага уште едно продолжување на рокот за легализација на дивоградбите. Наместо рокот да заврши на 3 март годинава, општините да добијат уште 5 години за да ги решаваат барањата. Предлог измените веќе се објавени и ги поднесе група пратеници од владеачкото мнозинство. Во образложението стои дека продолжувањето било побарано од ЗЕЛС по иницијатива на општина Битола. Овозможуваме правна сигурност за општините како надлежни органи да можат легално да ги завршат веќе отпочнатите постапки и оваа измена не предвидува нови барања, туку исклучиво во служба на оние граѓани кои веќе поднеле документација и со години чекаат на својот имотен лист. Скопските градоначалници тврдат дека нема простор за злоупотреби. Според Дејан Митевски од аеродром и Горан Герасимовски од центар, продолжувањето е потребно за да се затворат старите предмети. Конкретно во општина Аеродром можам да кажам, поднесени се првично повеќе од 10.000 барања за утврдување на правен статус, односно легализација на бесправно изградени објекти. Повеќе од 65% од тие барања, повеќе од 6.500 се завршени, односно легализирани објекти. Можам да кажам, да говорам за општина Центар, во моментов имаме околу 20% недовршени легализации и нам, но и на останатите општини. Не е потребно дополнителен рок за да завршиме целиот процес. Инаку законот е на сила од март 2011 година, а рокот досега 2 пати беше продолжуван.